Ќе имаме музичка дружба, ќе имаме музичка журка, ќе имаме се што сакаме да имаме. Вие придружете се на нашата Facebook фан страна која гледате веше на вашите големи, мали, средни или какви веќе да ги имате екрани, а треба да станете до 15 затоа што имаме доволно причини за истото. Денес разговараме и со Лилјана Атанасова или Лили. Hello. Добро дојде. Добро ве најдов. Ти благодарам што прифати поканата за Урбан Со така и за задоволство ја прифатив. Поразличен тип од музичари како што јас досега неам видено, толку опуштена личност која блеска со позитивна енергија. Од каде да ја црпиш истата побуку за да можеш да ја пренесеш вака на волку лесен начин? Не знам, секојдневно се трудам да црпам од секаде позитивна енергија, а таква сум од мала, од секојаш весела и природна и спонтана и опуштена. Значи, не знам, тоа не го глумам и тоа не се учи, не се вежба. Едноставно природно е. Така, но се учи и се вежба музиката. Одма ќе кажам, музичка академија завршено и сето тоа редом. Тука ќе се надоврзам дека ти немаш никаков проблем со музиката. Ќе се надоврзам дека имаш прекрасни кавер верзии кои ги имаме чуено на интернет. Да. Ама ми се надоврза прашањето кај ти е менаџерот? Немам менаџер, сама на себе сум менаџер, да имав една шанса. 2005 година да имам менаџер, веројатно подоцна. Јас она што успеав да го дознам, ќе го дискутираме малку подоцна. Сама се менаџирам и некако успевам во тоа. А како успеваш да ги научиш сите најнови композиции? Еве, буквално ја поставивме денеска темата, кои се најголемите успеси на Лили и најголемите падови на музиката општо? Дали има падови музиката во светот? Во светски рамки спро. Или види, секојдневно излегуваат и хитови, секојдневно излегуваат и песни кои што не се хитови. Така да не знам, нема правила, падови. Нема правила. Нема правила, да. И јас сакам да научам да пеам, ама не знам да пеам, например. И затоа ви направив специјално спремив вчера еден микс. Некои 3 песни кои што мислам дека се така доста вратени во периодот. Може и не се нешто мој стил, ама јас ги направив така да бидат во мој стил. Ќе разговараме за твојот стил, а веднаш да почнуваме со целиот микс. Доста познати композиции кои мене ми се допаѓаат. Да, сите ги знаат. Мислам дека нема некој кој што нема да запее. Тука можеме сите да запееме. 'Cause I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me why are you wasting time on all your wasted crime when you should be with me instead. I know I can treat you better than he can. Better than he can. Give me a sign, take my hand, we'll be fine. I promise I won't let you down. Just know that you don't have to do this alone. Promise I'll never let you down. 'Cause I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me why you're wasting time on all your wasted crime when you should be with me instead. I know I can treat you better than he can. She tells him, oh love, no one's gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my life. Nobody matters like you. She tells him, you love, ain't gonna be nothing like my life. You're a girlfriend, got good life. I'm gonna do what I got to do. So rockabye, baby. So rockabye, baby, rockabye. I'm gonna rock you, rockabye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rockabye, baby, rockabye. I'm gonna rock you, rockabye, baby, don't you cry. So rockabye. Bye bye.
I don't wanna know, no, no, no. 'Cause taking you home, 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 and loving you so, 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 so. The way I used to love you, I don't wanna know, no, no, no. It's taking you home, 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 and loving you so, 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 so. The way I used to love you, I don't wanna know, no, no, no. It's taking you home, 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 and loving you so, 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 so. The way I used to love you, I don't wanna know, no, no, no. It's taking me home, 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 loving you so, 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 so. The way I used to love you, I don't wanna know, no, no, no. Знаеш што на свирка? Ја мислам дека преубаво се поминуваме, тоа е таа позитивна енергија која ти ја нудиш, ама пак верувам дека треба многу искуство за истово. Јас одма ќе напоменам еден многу битен детал, а тоа е дека треба искуство, да, извини што ќе те прекинем, од мала го правам тоа и веројатно не е случајно што кога ќе отидам на свирка сум пребирлива ли си за свирки? Бираш ли каде би можела да свириш, каде не би свирала? Па нормално дека бирам. Не си од оние што кај викнат, одиш. Верувам дека малце подразмислуваш, па правиш може ли тука, не може ли, одговара ли, не па одговара. Па нормално, да. Во зависност каква музика преферираат, во каков тип на луѓе, можеби нема да видам прифатена. Така да кажа дека ова не е твој фах. Како? Ова не е твој фах, кажа, или не е твој избор на жарнови или добро, песни? во последно време и јас сум така малце по-искомерцијализирана, се трудам да вметнам ваков тип на песни, заради тоа што сепак луѓето сакаат да слушнат нешто што е популарно и да го запеат тоа на. А нели вие ги правите песните популарни или ја грешам во тоа? Нели песната ја прави популарна секој музичар и изведбата од него. Пример, мене, не знам, добро, да. Овие песни може би ми звучат 3 пати подобро од оригиналот кога ти ги свириш. Аха, добро, јасно. Сакаш да кажеш некоја песна од некој изведувач, па добро, имаше таков случај со Джеймс Артур, Impossible, песната не беше нешто толку многу популарна, тоест не ја знаевме, ретко која знаеше. И после Британија има талент или како да беше. Така, кај што победи тој стана стварно голем хит и уште е хит и сега ја знаеме и оригиналната верзија. Така да многу е битен изведувачот. Берлин. Во Македонија пример имаме плоштад, каде што најчесто имаме улични артисти. Но тие улични артисти во последно време ги има, ама пак и ги снемува истовремено. Значи ги има еден месец, па ги нема 3 месеци, па ги има еден месец, најверојатно само за туристите излагаат. Веројатно не се доволно мотивирани за да го прават тоа секојдневно. Лили, ти беше мотивирана да отидеш во Берлин и да настапуваш и да имаш... Тоа го направив зошто? Баш од причина што јули и август знаеме какви месеци се овде, значи штама е, да, на секое поле. И имав прилика да отидам во Дрезден и да бидам таму еден месец и таму некако да почне се. Свирев во неколку локали во Дрезден, имав еден куп контакти, пробав и на улица да свирам во Дрезден, но повеќе свирев во кафичи. Од таму се случи идејата за Берлин, заради тоа што Дрезден беше некако ветувачки. Дрезден е град кој што е мирен, не е како Берлин еуфоричен и со многу случувања во секој саат, во секој ден. И така дојде идејата Берлин. Реков, ако во Дрезден може да се најде, да, и тоа, мислам, кој ме знае мене во Дрезден, отидов, се договорив со тие газди кај што бев во тие кафичи, да, неколку кафичи, односно на повеќе места Солена ли е со работката? Но договорив со неколку. Како? Солена ли е со работката? Има ли добра заработка таму? Има, да ти кажам право, и морам да... Што се врати ли тука? Па не можам повеќе од 3 месеци со македонскиот пасош, да не го спомнувам тоа, што ме нервира. Уште не извади бугарски. Морам да истакнам дека договорањето со сите тие менаџери и газди е премногу различно од тоа што е тука. Да. Значи во Кейтис гараж, кај што прв пат свирев во Дрезден, се договорив буквално за 5 минути, значи газдата беше случајно во дворот, ништо не е случајно уствари. Беше таму, се запознавме, му кажав дека сум музичар, сакаше да погледне некое видео на YouTube.
веднаш се договоривме. Договорот беше после, не знам, 10 дена, така нешто да биде свирката и сега јас очекував во тие 10 дена да се слушнеме, не знам, најмалку 10 пати, од кои 5 пати ќе се ценкаме за цената, 3 пати ќе се договараме за колку време да свирам и 2 пати за не знам уште што. Не беше така. На крај, пред да го видам ивентот на Facebook, уствари сватив дека е сериозно договорено. Значи, ни еднаш не се слушнавме, се договоривме се фиксно во тие 5 минути. Кога се врати, не ти беше многу чудно? Затоа што тука не ми беше чудно, не ми беше мене прв пат да се соочам со се враќаш назад во реалноста, викаш зошто? Добро, да. Се ми беше малечко уличката кај што си ја паркирам колата кога вака влегов, некако ми беше премногу мала. Па добро сега, тоа е голем град, 3,5 милиони. Зошто не е развиена толку уличната уметност тебе? Според тебе, во Македонија? Не знам, немаме ние таква култура, можеби ќе имаме за неколку години. Не знам, доколку се случи да почнат луѓето да го сваќаат и јас би излегла да свирам. Таму немаше никаков проблем за тоа. Мислам, прв пат излегов да свирам на улица. Так. А воопшто не се чувствував чудно или напротив бев многу прифатена. Воодушевена, верувам. Да, и воодушевена како луѓето реагираат на мене. Како ако на некој му се свиѓа нешто, некоја песна, застанува и останува и цел сат и целата свирка ја слуша без никаков проблем. И јас би сакал да експериментирам со тебе сега. Добро, што? Ги слушнавме најпопуларните хитови без дилема од изминатиот период или од изминатата година, но моментално најпопуларен хит во Македонија и во светот на сите хит листи, односно плейлисти е на првото место, тоа е Shape of You од Ed Sheeran. Така е. Ако кажам сега, сакам барем рефрен. Нема проблем. Ќе го доби? беше. Да? Да. Вау! Зашто да не? Добро. Само да се напијам водичка. Спремни? Јас спремен, навистина. И ова ми е фаворит желба, односно најголема желба или the best. Ајде. I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind be say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. Ooh, I'm in love with the shape of you. You push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bed she smells like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Oh, 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 I'm in love with your body. Oh, 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 I'm in love with your body. Oh, 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 your body, every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Браво, 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 браво. Како може за вуку краток период оваа композиција сепак да кажеме, значи која излезе пред не знам месец и пол, два. И при тоа се обидовме да пееме тука караоке со една твоја колешка Лена Затковска и не успеавме никако. Затоа што текстот е премногу брз или брз, да, точно. Динамичен. Он е познат, Ед Ширан е познат по тоа што стварно и брзо збори и брзо ги изговара текстовите. Ако Ед Ширан е познат по тоа, како може ти да се класифицираш? Не се класифицираш, како можеш ти да се припоиш на македонскава естрада и да кажеш дека ти ќе бидеш посебна по нешто? Дали во Македонија може да се припоиш, да влезеш на тоа естрадно небо? Па, можеш да оставиш свој печат. Не знам, мене уж од старт ме препознава односно девојката со гитарата. Значи така некако во 2001 кога прв пат настапив на Макфест и тоа, девојката со гитарата и така остана. После тоа еден период ме препознава и се уште веројатно по тие македонските евергрини. Так. Во Джубокс, 5 години свирев таму. Каде сега наставуваш? Сега сум во Рустикана 2-0, кај Стојанче Стоилов и кај Арман. Одамна не сум дојден, но дефинитивно. Кога е Марко Кума, сигурно сум таму, но од сега... Они се сабота вечер и јас сум сабота денски од 3 до 5. Добро да знаете, значи од сега се гледаме само таму.
стварно е преубаво, сега оваа сабота беше фантастично, преубава атмосфера. А пак утре е Валентин? Утре е Валентин, да. Ке славиме? Обовезно. Мислам, јас вино на и Трифон, љубов ќе реално славиме, повеќе, така? ама... Па да, секој ден треба да ги славиме, тоа се некои амерички измишлјотини, но ајде, еве, Како си плескаш деволица секоја чест. Да имаме некаков повод за да се напиеме една-две чашки винце и да си ја славиме љубовта. Добро, Како и има еден секој ден твит што кој си ја вели славиме. јас пијам за мојот роден ден и кога не ми е роден ден, така што во секој случај нема тука никаков проблем. А Дела најпозната по љубовните композиции, ја мислам. така. Ќе чуеме и не. Ќе ја чуеме. Ајде да ја чуеме ја. Зашто да не? When the rain is blowing in your face and the whole world is on your case, I could offer you a warm embrace to make you feel my love. When the evening shadows and the stars appear, and there is no one there to dry your tears, and I could hold you for a million years to make you feel my love. I know you haven't made your mind up yet, but I will never do you wrong. I've known it from the moment that we met, no doubt in my mind where you belong. I'd go hungry, I'd go black and blue, I'd go crawling down the avenue. No, there's nothing that I wouldn't do to make you feel my love. Yeah, the storm raging on the rolling sea and on the highway of regret. The winds of change are blowing wild and free. You ain't seen nothing like me yet. I could make you happy, make your dreams come true. Nothing that I wouldn't do. Go to the ends of the earth for you to make you feel my love. To make you feel my love. Yeah. To make you feel my love. Јас дефинитивно треба да земам публика во студио, затоа што не иде вака на вакви следен прекрасни пат така. композиции, на вакви прекрасни изведби, да немаме публика за да даде еден огромен аплауз. Секоја чест. Напоменавме на почетокот менаџер, веднаш ќе продолжам за таа приказна 2005 година и јас според моите информации, она што јас успев да го дознам, Не знам од Лилја каде си Петровиќ, дознал, но ќе остане тајна, сепак нели избори, новинарски се новинарски избори. Убаво да се напомене, всушност тука ќе надврземе Тоше Проевски и неговата поранешна, односно неговата менаџерка Лилја Петровиќ, требаше да има соработка или треба да има соработка со неј за нешто така начов, ми шушнало, не шушнало, кажано, зошто ја нема таа соработка? Не дали планираш да ја има? Тоа беше 2005 година. Бев на Златната бубамара, случајно, мислам, не знаев дека Так. ќе биде таму, тоа беше... Се надоврзува се и вака со датумите Тоше некако. Проевски имаше некоја повреда на ногата и таа беше сама. До неа имаше едно празно место, отидов, седнав, поразговаравме и кажав која сум, што имам план, Так. каква идеја имам. А тогаш 2005 јас имав некоја пауза, па бев во Штип, пошто сум од Штип, некое време после дипломирањето и решив да дојдам тука и тука да ја градам продолжиш кариерата, кариерата. да свирам и се тоа. Си направивме муабет, веднаш се договоривме, утре дента имавме средба,
веднаш подпишавме договор, се беше некако брзо. Најдовме одма 10 композиции, тука имаше композиција од Тоше една, од Калиопи имаше композиција, не знам кој други. Принц требаше да прави, односно имаше направено веќе, и неколку други автори. Не ми текнува сега кои беа. Требаше да биде тоа еден проект Let's Make a Star, тоест како реално шоу. И јас бев таа одбраната, требаше само еден лик да има, она сакаше да има втор ексклузивец во Final Cut и тоа да биде девојка. Така. Но не се оствари, супер идеја беше тоа, како се прави звезда, значи како одам на фитнес, како спремам песни, како се снима во студио, комплет. Тоа да требаше да биде видено, да се представи на публиката како еден изведувач, еден артист се спрема. Да, значи, се може да стане и звезда. Камерите, да. Така. Како се снима во студио, се тоа не се оствари, таа беше премногу зафатена, нели како и цело време што беше зафатена со Тоше, има премногу патувања и некако ова стоеше и едно време јас сватив дека тоа нема да успее, но имав среќа да се дружам тие 4-5 месеци многу често со Тоше Проески и сум среќна сум ради Во негова тоа. чест ќе јас чуеме уште една композиција и поради времето за жал тоа ќе биде можеби последната композиција за денес. За жал брзо некако проиде, Кристијан. Но исто како и секогаш, нели кога ти е убаво, брзо поминува времето. Кога ќе ми кажат пола сат, пола сата сега е како проиде. Имаме нареден пат. Одиме со лошата историја. Една од поубавите за пеење и за слушање. Лошо ми премолчи, вечерот се сино ќе ти заврши. Ко пеперминт и сладка лагата, оној ладен вкус нешто сокрива. Еј, лошо ме предаде, под шал од црни да ги скриеш усните. Во очиве твои пишува што се случило, а не ми кажуваш. Лошо ти стои за се, да се правдаш, а чекаш да си со него. Ти завидувам што не ти прилега да бришеш солзи со ракави, плачеш за крај, а и таква си убава знај. Убава си. Лошо ме предаде, под шал од црни да ги скриеш усните. Во очиве твои пишува што се случило, а не ми кажуваш. Лошо ти стои за се, да се правдаш, а чекаш да си со него. Ти завидувам што не ти прилега да бришеш солзи со ракави, плачеш за крај, а и таква си убава знај. Чекаш да си со него и завидувам што не ти прилега да бришеш солзи со ракави, плачеш за крај,
Ај таков си убава знај. Убава си. Или дефинитивно те викаме повторно на дружба во нашето студио, дури се собра публика, гледаш? Малку треба кај нас да ги собереме сите на едно Ги место. посака и еве си дојде. Дефинитивно, Убаво ми беше и мене. Јас се надам дека уживаше, навистина ти благодарам, прекрасна си, се гледаме во Рестикана, дефинитивно на журка веќе оваа сабота, јас барем доаѓам, се надам Те моја да чекам вликам. оваа сабота. А во нашето студио за многу краток временски период да очекуваме повторно. Супер, едва и чекам, пошто мене ми беше стварно многу пријатно и Исто, убаво со се- тебе се навистина чувствува. прекрасно и навистина те очекувам повторно. Се гледам. Ти благодарам. Бидејќи немаме ништо многу време, има чека веќе половина час, почнува да се нервира тука. Одиме со реклами.